Здраво, драги гледачи! Денеска со супер звездите одиме во нова авантура. Дечки, дали сте расположени? Да! Како се чувствувате овдека? Супер! Драги гледачи, готуваме луда и незаборавна емисија. Поради фактот што денеска дојдовме гости каде? Во кој град? Ресен! Денеска дојдовме да бидеме гости во градот Ресен и тука сме топло пречекани од нашите другарчиња кои што се од Ресен. Како сте, добри ли сте? Чекавте да ви дојдеме на гости? Да! А вие, дечиња од Скопје, како се чувствувате во Ресен? Убав ли е градот Ресен? Да! Сакате ли повторно да дојдеме овдека? Да! Минатата емисија бевме во посета на фабриката Swiss Lion Агроплод, а сега дојавме да посетиме едно многу специјално место. По што кажавме дека е познат градот Ресен? По јаболката. Еве како изгледаат ресенските јаболки, може да ги видите, ги има насекаде околу нас. Ова се посевите со ресенски јаболки, еден од посевите со ресенски јаболки кој што се наоѓа во кругот на фабриката Swiss Lion Агроплод. Денеска ќе бидеме гости овдека, а веднаш продолжуваме со емисијата по кратката пауза. Одиме да ги видиме рекламите прво? Да! А потоа се враќаме овде и ќе береме јаболки? Да! 3-4, Како што најавив во почетокот на оваа емисија, денеска супер звездите дојдоа во градот Ресен. Специјален огромен аплауз за гостопримливоста на нашите другарчиња од Ресен и за нашите пријатели од фабриката Swiss Lion Агроплод. Веднаш кај до мене се наоѓа господинот Тони, кој ќе ни каже по кој повод денеска дојдовме овдека. Здраво, Тони, како сте? Здраво, добро, вие како сте? Еве, ние сме одлични. Дечки, како се чувствувате тука? Кажавме кога денеска дојдовме да го посетиме градот Ресен не само поради фабриката на Swiss Lion, туку поради и по она што Ресен е надалеку прочуе, на тоа се ресенските јаболка. Овие ли се тие јаболка? Овие се тие ресенски јаболка, прочуени и доста продавани во Македонија и надвор од државата. Сега моментално се наоѓаме во овошниот насад и пред нас имаме дрва со јаболка жолта боја или златен делишес. А ова е златниот делишес, оној што го гледаме на пазар. Иначе во овај насад имаме повеќе врсти на јаболка. Имаме црвен делишес, како што реков златниот е пред нас, имаме јонагол, имаме повеќе други сорти што се помалце или повеќе застапени, зависи од потребата на продажбата. Иначе ова како се вика сега, значи ова е дел на Swiss Lion, ова е Swiss Lion Аграр? Да, ние се наоѓаме во делот на Swiss Lion Аграр. Значи Swiss Lion не е само фабрика која што произведува, туку и се бави со производство? Да, со производство на јаболка. Одлично. Како ви се свија, дечки, тука? Супер! Дали ова е идеално место за пикник? Да! Супер. Кажете ми сега вака, јас сакам да ве прашам, кој од вас јаде јаболки? Ја! Какви јаболки сакате? Благи или кисели? Ти кате какви јадеш? Јас сакам кисели јаболки. Кисели, а ти, Стефан? Кисели, благи, секакви. А ти кажи ми, Спасе? Јас сакам секакви јаболки. Секакви, а ти, Злато, какви јадеш? Кисели. Кисели, а ти, Срце? Благи. Ева така бе, браво бе, благо јаболко е добра јаболка, а некако сите вие кисели, а ти, Срце, какви? Благи. Благи, браво, и ти си мој чек. Сите што јадат благи јаболки ги поздравуваме во моментов, бидејќи благи јадам и јас. А Чичко Тони, какви јаде? Благи. Ева, браво бе се, јаболкото е наменето за сите, и за млади, и за стари. Јаболкото е за сите возрасти наменето, квалитетот е доста добар. Велиме и ние и самите доктори дека како се јаде јаболка е добро за здравјето. Како што спомнавме, има и благи и кисели. Сега имаме и различни бои кои што спомнавме. Не спомнавме дека има и уште зелени, значи имаме семафор на бои. Семафор, жолти, златни, зелени. Да. Така ми доаѓаат. Сега да видам дали дечките од Супер Звезда имаат прашања. Ајде да видиме од кај да почнеме. Ево од оваа женска овдека. Ајде да видиме кој е првото прашање за Батко Тони. Здраво, јас сум Сара Талевска и моето прашање за Батко Тони е колку јаболки произведува фабриката Swiss Lion? Така, стварно, колку јаболки во овие ваши насади овдека се произведуваат? Овдека имаме еден овошен насад. На страната кон Утешево, кога се оди за Незеро, имаме уште еден овошен насад. Ако земеме една проценка така, да кажеме во количина, ќе е многу со цифра. Зато ќе речеме вака, да јадат децата од цела Македонија по неколку јаболка во денот, му треба време една година за да ги зедат сигурно. За да ги зедат сите јаболки. Па тоа се многу јаболка. Браво, ова е чудо. Само јадење. Само треба да јадеме, нема да ги броиме. Да. Браво, супер. Еве да видиме сега, ти, Злато, кое прашање сакаш да го поставиш?
Јас сум Ана Марија Таневска и сакам да поставам прашање за Тони, кој е највкусно јаболко? Супер, ајде да видиме сега, значи има ли некој повкусно, некој помалку вкусно. Какви јаболки се има? Сега вака, во почетокот, да речеме до новата година, повеќе јаболка се конзумираат златен и црвен. После нова година ајдарет, значи спрема периодот на траење на јаболкото ги делиме така пред нова година отприлика и по нова година. Иначе за другиот дел на јаболкото ако останат неконзумирани или непродадени се стават во хладначи. Така, потоа одат и се чуваат, значи за да може да траат подолго? Подолго време, па да речеме до мај, јуни месец. Прекрасно. Следно прашање ќе постави кој? Имате ли уште прашања? Ајде Ива Злато, повели. Кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ива Димитриевска и сакам да прашам што се прави од овие јаболка. И мене ме интересира, батко Тони, што се прави од овие јаболки? Прво, овие јаболка се конзумираат како свежи, значи како овоше за јадење. Знаат сега вечината нивните мајки, баби, домашни дека прават пити од јаболка, така. Освен ова конзумирање и правење на пити, се прават многу квалитетни сокови. Во последно време, во последниве, да речем, за 10 години, вие гледате на широкиот пазар, има доста сокој од јаболка. Да, и тоа во голем дел се 100%, значи нема додатоци од шеќер, нема додатоци од ништо друго. Да. Отприлика овие се производите, односно намената на јаболкото е тоа. Супер, ја понекогаш знам да го изрендам така, па да му ставам малце шеќерче, вие рендате јаболко? Еве сега Кате јаде едно, какво јаболко е ова Кате сега што ведеш? Ти се погодили? Да. Да го покажеме да видат драите гледачи колку ти изеде од јаболко, па ти цело си го изела бе Кате, затоа ти волку си голема женска и брзо растеш. Јас сега се прашав што работа, оствари јаболки си јадела, Злато, браво. Следно прашање кој ќе постави? Имаме ли уште прашања? Ајде да видиме, јасна Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање за Чичко Тони е зошто треба да се јадат јаболките? Убаво прашање. Дали треба и зошто треба да се јадат јаболките, Чичко Тони? Јаболката треба да се јада зашто се квалитетни, зашто децата што растат треба да ги конзумират, имаат состојки кои се многу добри за здравјето, и самите доктори велат дека да се јаде јаболка е големо здравје. Сите оние витамини, минерали, па дури и корисни киселини ги има јаболката. Да. Сите тие што ги спомнавте ги има во јаболкото. Тоа е тајната и затоа треба да јадеме јаболки. Во ред. Дали сакате сега да прошетаме малку натаму, да ги видиме овие батковци и тетки кои учествуваат во јаболко берот, а таму да допоставиме уште некои прашања, бидејќи гледам дека имате многу прашања. Одиме да шетаме? Одиме. Ајде батко Тони да ги видиме каде се овие момци и девојки што ги берат овие јаболки. Се враќаме повторно во разговор со батко Тони, кој што ќе ни објасни уште некои работи околу јаболките. Еве сега каде се наоѓаме пред овие јаболки, која сорта се овие? Ова сорта се ајдаре. Ајдаре, значи, ова е сорта која стои долго или не? Да, ова сорта е по нова година за продажа. Бербата е за сите јаболка истовремено прилика. И уште едно прашање што мене ме интересира, дали се ова благи или кисели јаболки? Овие се киселки јаболка. Значи нема да ги јадам и овие, ќе чекам да пробам од некои други, а сите што се љубители на кисели јаболка, значи еве во моментов за нив се наоѓаме на вистинското место. Ајде сега дечки да видам дали имате вие прашања. Кој има прашање? Леле, куп прашање. Кате, повели, кој е првото прашање? Јас сум Катерина Поздравска. Сакам да го прашам Чичко Тони, јаболките дали може да се јадат неизмиени? Какво прашање ова прекрасно. Дали јаболката може да се јадат, а да не бидат миени? Прашањето е навистина на место за да праша едно дете. Јаболката, па и другото овоше, што не се љуби нормално, треба да е измијано по можност. Зашто има на него прашина, па пред тоа биле тие прскани ради заштита од пајак и од други некои, да речам, бактерии. И инсекти и слично, па плюс и растени са надвор, нели? И за да добијат некоја форма и големина, треба да бидат пред тоа заштитени. И затоа сега треба да бидат измијани, по можност и залупени, ако може. Ете, сега, дечки, знаете ти Кате какви јаболки јадеш? Лупени, миени или не миени? Миени и лупени. Браво, Кате, бе, срце си, супер, фала, многу. Ајде сега следно прашање, еве Доротеја, имаш ли ти прашање? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Доротеја Кипровска и сакам да прашам кога се собираат јаболките? Многу во прашање. Кога почнува, значи, јаболко берот овде като?
Бербата на јаболка обично почнува во септември. Да речеме прилика ние минатите години 11 почнувавме. И сега малце времето, климата се смена, може да се почне малце порано, една недела, 10 дена. И зависи колку повозможуваат времето, температурата, дали има дождеви или не, така ќе почне порано или покасно бербата на јаболка. Дали се гледа по самото јаболко дека е зрело или не, или чекаме да дојде некој одреден ден во годината за да почнеме да береме? Јаболкото може да го сетиме со искуство од око, а може и со проба. Му се земат да се види шекерост на јаболкото, па дали е спремно или не е спремно во единици за берба на јаболка. Така, дали има некој посебен начин на кој што се берат јаболките или се берат на кого како му дојде? Па вака сега да речеме јаболката, како што ги гледаме овде на дрвото, треба да се соберат во торби. Таа е една процедура, од торбите потоа ги пренесуваме во сандаци. Сандаците може да бидат мали, 16 кг, 18, 22, 25 и може да ги бериме во палети. Тие се прилично големи, за голема килажа и тие не можат да ги кренат вработените, односно работниците што работат со бербата на јаболка, него потребни се велюшкари кои што ќе ги подигнат и ќе ги однесат во хладначите или во камионите. Прекрасно, фала. Следно прашање кој ќе постави? Еве го, овој шизик овдека. Злато, кој е твоето прашање? Јас имам прашање дали се продаваат овие јаболка на пазар. Така, Баткотони, овие јаболка само овдека ги има или само вие локално ги користите или може да се купат некаде? Не, овие јаболка се сегден из Македонија и надвор од Македонија. Нормално ги имат на големо и на мало, ние ги продаваме на големо, како што спомнав на шлепер и после оди во мала трговија и од мала трговија на тезгите во продавниците и така. Се појавуваат секаде, ме интересира дали овие јаболки се само за пазарот во Македонија или ги имаме и низ другите земји? Ги имаме и доста се барани, поручуени, ги има доста во бивша Југославија и подалеку. Дали овие јаболки се оние кои што се извезуваат и за Русија, например? Да, овие се тие јаболки. Значи, тоа се тие јаболки, еве ги гледате јаболките што може да се најдат низ целиот свет, драги гледачи. Ајде да видиме уште едно прашање вака во овој дел. Повели, Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Спасе Марковски и сакам да прашам во што се берат јаболката. Така. Уште еднаш ќе кажеме, значи, процедурата на берење од каде почнува и како оди и како завршува. Па ќе повториме уште еднаш, како што реков, од овдека јаболкото се става во торба, од торба во сандак, дали мал или голем, потоа оди или во хладначата да се чува за повеќе месеци или оди на камион одма за продажба. Прекрасно. Дали сите јаболка се ист квалитет или од едно дрво може да излезат јаболки од различен квалитет? Јаболката на едно дрво не се исти. Ние се трудиме да бидат сите од прва класа. Сега тоа зависи од местото, од резидбата, од квалитетот на земјиштето, од колку сме му дале ѓубре и храна и вода. Значи имаме прва, втора и трета класа. Еве едно. Во раката е отприлика прва класа. Освен ако нема некоја дамка или некоја оштета, тоа ќе оди во втора класа. Значи, ако има дамка или оштета, оди во втора, а има ли и трета класа? Има и трета класа. И при бербата тие се остават или на дрвото или се паѓаат, па после се берат во сандоци, не мора во торби. Може во мрежести торби тие да се берат. Така, за колку време треба да се соберат сите јаболка? Колку трае јаболко бера? Треба да се даде една проценка за колку време треба да се соберат јаболката. Тоа зависи од количината. Значи проценка на количина колку јаболка имат годината. Дали има многу или малце. Спрема тоа ќе се одредат колку вработени треба да берат, повеќе или помалце, така да од прилика за едно 20 дена поиќе или помалце, од прилика јаболката да бидат собрани. За 20 дена се е обрано, така ли? Од прилика така. Вред, фала ви многу за прекрасните одговори, да сте жив и здрав. Одиме сега да направиме уште една кратка пауза, а потоа ќе ги видиме, значи, јаболките на она место каде што се товарат во камион, така? Да. И одат директно на пазарите ширум Македонија, па дури низ оние низ светот. Ајде сега да видиме што се случува таму. Тука е некаде и крајот на овој прв дел од нашата емисија. Ова е само едно од изненадувањата, драги гледачи, кои што денеска специјално ги спремивме за вас. Тука некаде и ќе се збогуваме со Баткотони. Значи, еве за крај да кажеме што е ова што го гледаме сега позади. Ова што го гледаме позади нас е камионот кој ги носи јаболката во хладначата.
Во хладначата ќе престојуваат јаболката повеќе месеци или да речам пократко ако има пазар. Значи, подоцна истите ќе бидат дадени на пазарот и доколку има купци ќе се купат, а ако не? Да, купци има, ако не, тие што ќе останат ќе си поседат повеќе месеци, редот сигурно ќе му дојде на сите јаболки. Ете така, јаболките се нешто што е многу битно и многу важно за сите нас, многу се здрави, така да ајде бујрум сега сите драги гледачи, навалете да купуваме и да јадеме јаболки, што можеме повеќе. Значи, ако јадеме многу јаболки, какви ќе бидеме? Зато и треба да јадеме многу јаболки. Татко Тони, ти благодарам што беше дел од оваа емисија денески, ти благодарам што ни овозможите воопшто да дојдеме и да видиме вистински како изгледа еден јаболкобер и што све се прави овдека за да може да се соберат овие јаболки и да се донесат на пазарот. Фала ви многу. Ајде сега да им пратиме бакнажи на оние кои што не гледаат. Ова не е крајот на нашата емисија. Имаме уште едно изненадување за вас, но за тоа веднаш по кратката пауза. Одиме. 3-4. Сега, драги гледачи, дојдовме до оној спектакуларниот втор дел од денешната емисија и еве веќе гледате позади нас се наоѓаат нашите денешни нови пријателчиња и на некој од нас па дури и миленичиња. Што е ова позади нас? Ноеви. Дојдовме, значи, на една специјална фарма за ноеви. Ваквите фарми за ноеви постојат и во нашата држава. Оние кои што не се информирани за тоа, денеска ќе имаат шанса да се информираат, да ги видат ноевите, кои се, каде се, што се, какви се, што јадат, од што настануваат, за што се користат ноевите и сите оние интересни работи кои што ќе треба да ги дознаете и вие, а и ние, ќе следат во нашата емисија. Може ли да ги видиме сега рекламите, па после да продолжиме понатаму? Може? Ајде, одиме со реклами, па се враќаме овдека со еден многу интересен чичко кој што се вика Новица, да разговараме во врска со овие прекрасни ноеви. А сега, реклами. И како што претходно најавивме, денеска сме гости овдека во фармата за ноеви во градот Ресен, дел од фирмата Свислион Аграр, а веднаш кај до мене се наоѓа докторот по ветеринарна медицина, господинот Нове. Добро ни дојдовте во Супер Звезда. Добре најдовме. Како сте, докторе? Добро, еве денеска работно, си го работиме денот и си ги гледаме ноевите на фарма да ни бидат добри и здрави. Благодарам. Дечки, како сте вие? Супер! Да, интересно ли ви е овдека? Да! Дали ова е едно од најинтересните места кај што досега сме биле? Да! Многу ми е кејф. Дали вие, дечки, сте виделе досега ној? Да! Кај сте виделе ној? Каде, Ангела? Јас сум била на настава во природа претходно тука. И имаш виден ној овдека баш на исто место. Ти, Злато, кај имаш виден? На телевизија. Да, најчесто ги гледаме во цртани филмови, например Брзата птица Итрица. На Animal Planet ги имаме и во зоолошка градина кај нас, така, Стефан, да. А ги имаме, значи, и по фармите. Овие фарми, значи, не се реткост, ги имаме низ Македонија. Една од оние фарми кои што решивме да ги посетиме е оваа фарма во која што дојдовме, фармата дел од фирмата Свислион Агроплод Аграр, така ли е? Посебно ни е драго што денеска може да бидеме ваши гости овдека. Имаме еден куп прашање, господин Нове, за вас. Првото моје прашање е: тешко ли е да се работи на една ваква фарма? На една ваква фарма, ако сте љубители на животни, многу убаво и многу лесно се работи.
Да, ноевите се прецеп птици, така? Така, Кои не летаат. да. За жал, значи не летаат, тие немаат големи крила, ама спаѓаат во видот на птици. Спаѓаат во видот на птици, но така природата им одредила да не летаат. Да, не летаат, но се користни за некои други работи. Ги користиме во исхраната на луѓето, затоа што место е многу квалитетно. Ај сега да видиме, вака ме интересира, дали некој од овие дечиња овдека имаат прашања? Моето прашање е колку брзо трчаат ноевите. Ау, следна живо прашање, значи стварно колку брзо трча еден ној? Еден ној може да трча до 70 км на час. Побрзо од човек, побрзо од некои животни, побрзо и од некои коли. Нормално. Значи, апсолутно можеме да ги видиме, они сега трчаат, си најдоа забава овдека дека ние разговараме, секогаш се вака растрчани? Штом се здрави во добра кондиција, добро нахранети, секогаш се весели и трчаат се едноставно љубопитни. А љубопитни си ги се надпреваруваат, супер, браво. Значи ваква журка не очекувавме. Следното прашање кој ќе го постави овде? Овде Ангела Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е колку е висок и тежок еден ној. Така, колку може да биде највисок и најтежок еден ној? Зависно, значи од возраста, али штом ќе достигнат одредена возраст, може да бидат високи до 2 метри и повеќе, а тешки околу 250 кг. 250 кг, значи еден ној може да тежи. Може да достигне до 250, моментално што ги користиме за репродукција се околу 150 до 170 кг. Благодарам, супер, да видиме имаме ли уште прашања? Оваа кукла овде. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара Талевска и моето прашање е колку тежи едно јајце од лој. Стварно, знаеме дека се големи јајцата од ној вака волкави, од прилика ќе ни покажете ли подоцна едно? Ќе ви покажеме со задоволство и пред се да одговорам на Сара. Едно јајце може да тежи од 1,2 до 2 кг. Па ако направиме кај на едно такво јајце, колку луѓе можат да јадат? Зависи од луѓето. Зависи од луѓето, значи вака да се погодат дечиња, например, они не јадат многу, али по 1 до 2 јајца може да изедат. Колку деца може да се најдат од едно сериозно јајце од ној? 20 дечиња може да се најадат. Значи без кајле, па со едно јајце сите ќе бидеме најадени овде како што гледам, така? Супер, сега има следно прашање, има ли некој или толку со прашањата? Повели срце, кое беше твоето прашање? Моето прашање е со што се хранат навите. Убаво прашање, значи, господин Нове, со што се хранат овие птици овде? Птиците се хранат со посебна концентрирана смеска која мора да има определени состојки според дадени рецептури и плюс тоа бараат многу зелена храна, маса, трева бараат. Значи сакаат трева, они си паса за нас. Да, бараат трева и мора да биде застапена во исхраната во доста голем процент. Ви благодарам. Може ли да разгледаме заедно фармата? Може, да. Па после ќе видиме јајце од ној како изгледа, а и ќе поставиме уште некои прашања, бидејќи имаме уште многу прашања кои што не добивме одговор. Нема проблем. Фала ви многу. Одиме да прошетаме. Може, дечки? Ајде, 3-4. Је!
Прекрасен ден денеска, драги гледачи, еве како што гледате овдека, дојдени сме на фармата за ноеви во градот Ресен, дел од фирмата Swiss Lion Agropod Agrar. До мене се наоѓа докторот по ветеринарна медицина, господин Ное. Господин Ное, кажете ми како се чувствувате вие овдека? Вашата работа лесна ли е, тешка ли е? Работава секој пат ако те задоволува и исполнува, ќе е лесно. И ќе ужива човек во истото. И ќе уживате во работењето. Уживате ли со нас сега овдека? Да. А уживат ли птиците со супер звездите? Да. Еве имаме и една птица, еден ној ни дојде дека позади да ни биде статиста, значи сега да ни го направи поубав кадарот овдека. А вие дечки уживате со птиците? Да! Какви птици се ноевите, лоши или добри? Добри! Добри. Кога се лоши? Кога ги закачи. Ама затоа нема да ги закачаме и ќе бидат добри. Сега имаме ли прашања ние да видам овдека? Колку прашања? 300, така? Ајде, еве, Стефан нека го постави првото прашање. Кој е твоето прашање? Колку ноеви може да се родат во едно јајце? Стварно, од едно јајце колку ноеви може да излезат, господин Нове? Од едно јајце, едно нојче. Значи толку, едно јајце, едно пиле, нема повеќе? Нема повеќе. Не може 2-3? До сега немаме. Таков случај регистриран. Да. Добро, фала. Одиме понатака, снема прашање. Ајде, оваа женска овдека, повели Злато, кој беше твоето прашање? Моето прашање е зошто во едно живалиште може да живеат до 3 ноеви? Така, приметивме дека овдека ноевите, поглавно во една кугичка ги има 3. Во просек во 3 ноеви има заради економска гледна точка, затоа што на 2 женки и едно машко е доволно за да може да дојде до рентабилност во оплодувањето, значи целосно оплодување и да немаме неоплодени јајца, а пак ако ги чуваме по една женка и едно машко, по ке скапо производството. Така е, по-скапо производство. Ајде сега следно прашање, имаме уште прашање? Ива, повели Злато, кој беше твоето прашање? Ајде да видиме, Ива, какво прашање? Здраво, јас сум Ива и сакам да прашам колку години може да живеат ноевите. Супер прашање. Колку години живее еден ној, господин Ној? Па може да живее 40-50 години, не. Па тоа е многу вистински, значи овие ноеви по колку години има? Имаат од 2 до 5 години. Значи ова се млади нојчиња, така? Млади ноеви. А ној што има 30-35 години е поголем од овие ноеви? Поголем. Значи дури и растати поголеми. Браво. Ој Шизик има прашање сега да видиме. Повели Бобан, твоето прашање е кое? Јас сакам да прашам зашто се користат пердувите од ноевите. Ајде да видиме едно вакво прашање. Зошто се користат пердувите од ноевите? Перница може да се направи од ној? Не знам. И вентијага да направиме да видиме дали ќе биде добро или не. Многу се големи пердувите. Така, значи од големи пердуви мора да се направи нешто. Голема перница, четворица може да спијат на толкава. Добро, одиме понатака. Прашање имам уште од оваа страна? Не, да видиме од овдека кој сака праша. Еве Ангела. Ангела, Злато, твоето прашање е? Моето прашање е зашто некои ноеви имаат црвени нозе? Зошто некои од ноевите имаат црвени нозе? Црвени нозе имаат машките. Не само црвени нозе, туку имаат и црвени клјунови, ако имате заприметено, а тоа е определено со тоа кога се во сезона на парење имаат интензивно црвена боја и тоа го определува нивниот карактер дека се спремни за парење. Им се менува и бојата? Интензитетот на бојата може да им се мени, кога се во сезона парење е многу поинтензивна, а кога е периодот на стагнација, тога им намалува интензитетот. Многу интересно. Еве гледаме сега овој ној е за парење или не? Са бајле пареше. Готово, сега му помина бојата, добро. Ајде сега да видиме дечиња, имаме ли уште прашање? Ој Шизик сега ќе постои прашање, да пукне прво. Како беше името и кој е прашањето? Јас сум Кристијан Стојчевски. Јас имам прашање колку бој има по еден ној. Така. Гледаме дека сите ноеви имаат различна боја, има некои темни, има некои светли, шарени ноеви има? Нема. Нема, значи има сиви и црни, така? Така. Зошто едните се сиви, едните се црни? Женките се сиви, црни се машките. Поинтензивна боја имаат машките заради привлекување на партнерка. Така, да бидат посимпатични, да им се допаднат на девојките повеќе. Супер! Има уште некој прашање овдека да видам? Повели Злато, дојди до мене да видиме кое е твоето прашање. Јас сум Ана Марија и сакам да прашам еден ној колку јајца може да снесе. Така. Кога несат јајца ноевите? Како се несат јајца? Ноевите несат сезонски. Значи, почнувајќи од периодот кога почнува да се зголемува денот и се стоплува, тогаш почнува несењето. Тие несат по 12 до 16 јајца, па имаат еден мал период со прекин и така да годишно може да снесат од 80 до 120 јајца. Тие јајца може ли да ги јадат луѓето?
може. И се користат во нешто, во некоја индустрија? Особено јајцата се користат, значи, за мали нојчиња да се произведат во инкубација. А каков вкус има јајцето од ној? Има ист како од кокошка, поразличен, друг вкус малку? Скоро исто. Значи може и торта да направиме со нив? Па, би можело. Добро, ќе видиме до некој од следните емисии. Јас имам едно прашање. Дали овие ноеви кои што се овде на вашата фарма имаат имиња? Имаат. Да, и им давате какви имиња имаат? Секакви. Макс, Маре, Стојче, Зоран. Мирче. Да. Една Маре видовме таму долу. Така. Супер, да, одлично. Значи, вие се забавувате со нив, тие се забавуваат со вас. Убаво ли си живеете заедно овде во заедница? Многу убаво. Одлично. И ние си поминавме убаво и се уште си поминуваме убаво. Ке може ли да видиме, имате ли инкубатори негде или да видиме некој од јајцата на ноевите? Од јајцата ќе ви покажеме, за инкубаторите ги имам, ама Тие не се за покажување. не би сакал да влегуваме таму. Во ред, ете како што е процедурата и како што треба да се однесуваме, така и ќе постапиме. Фала ви многу. Одиме сега да ги видиме каде се јајцата. Добро. Фала, тргаме, дечки? Ајде, 3-4. И еве го тој момент, конечно тој моментот да го видиме и тоа чудо. Што е ова, дечки? Ној. Како јајце? Од ној. Ајде, пипнете го сега да видите какво е. Вистинско ли е? Да. Ви се допаѓа какво е? Ајде сега да го покажеме гледачите да го видат. Еве го, драги гледачи, колку е убаво и големо едно вакво јајце од ној. Ете така, супер, има мало нојче внатре сега? Да, има. Значи, за колку дена ќе добиеме мал ној? За 10 на дена. За 10 на дена чекаме едно мало нојче, ќе има и после каде ќе го ставиме? Ќе го ставиме во кафесите кај што треба да бидат до првите 7 дена. Со нивните браќини и сестричиња да си трчаат, да си прават журки тука? После тоа ќе биде за журките, да после? пораснат. Прво да пораснат. Колку време расте еден ној? Овие најмалечките се од месец, месец и пол до 2 месеци. Вие сите јајца гледам дека ги бележите на вашето јајце, имаше некои белези? Да, на јајцето го бележиме од кој пар, од која фамилија е, за да знаеме што снела, колку снела и како го снела. Дали е добро јајцето, дали после инкубацијата излегло нешто или не излегло, да знаеме каква е фамилијата. Супер. Дечиња, како се забавувате овдека? Супер. Ама најискрено да ми кажете. Супер. И сега дома кој ќе одиме шо ќе им кажеме како е овдека? Супер. Абе, лудница невидена, нели? Да. Ајде, аплауз за Swiss Lion Агроплод, нашите пријатели и спонзори на Супер Звезда, кои што не донесоа денеска овдека да го видиме ова чудо. Сега со ова комплетно знаеме како изгледа фабриката Swiss Lion Агроплод, знаеме све за јаболко берот што се случува во Ресен и дури успеавме да ја видиме и фармата за ноеви. Убави си поминавте? Да. Ајде сега да им мавнеме на сите оние кои што не гледаат, да им пратиме многу пакнеши и да им кажеме дека ги гушкаме и сакаме да останат со нас, да не гледаат секоја сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Фала ви многу, ве поздравувам и се гледаме. Чао, чао, чао. Чао, чао.